Се понеопходна е потребата за проширување на капацитетите на ученичкиот дом Лазар Лазаревски. Раководството на ученичкиот дом смета дека е потребна доградба барем на уште еден кат за сместување средношколци. Од година во година се зголемува бројот на ученици кои аплицираат за сместување во интернатот. Доколку капацитетот не е целосно исполнет, во тој случај во домот би можеле да престојуваат и студенти. Сметам дека уште еден спрат би било доволно доколку се работи за ученици и средношколци. Меѓутоа, согласно правилникот, доколку капацитетите во домот не се исполнат со ученици, може да се сместат и, односно средношколци, може да се сместат и студенти. Така да со проширувањето ќе ни се зголемат и можностите покрај ученици да престојуваат и студенти. И локалната власт смета дека е добро да се прошири зградата на ученичкиот дом. Градоначалникот Славчо Чадиев информира дека барање за проширување веќе е испратено до ресорното министерство. Сепак според Чадиев, покрај проширувањето, треба интензивно да се работи и на подобрување на условите за престој на учениците. Наша цел е да првен бидат задоволни учениците, меѓутоа прво наша цел е да бидат исполнети сите стандарди за ученичко сместување од секој поглед. Значи, ние тука размислуваме да во наредниот период им подготвиме еден терен, мини терен за забава на децата во слободното време. И имаме веќе разговарано со заменик министерот, токму овој правец да ни дадат насоки во кој правец би се движиле со едно известно проширување, кој проширување повеќе веќе од неопходно. Го кажав и претходно, значи ова е сепак централен ученички дом во регионот, во Вардарскиот регион, и има се повеќе и повеќе заинтересираност на учениците, поготово за стручните училишта во Велес, за медицинското училиште и така натаму. Во моментов ученичкиот дом располага со 221 легло, а капацитетот е целосно исполнет. Во изминатиот период раководството инвестираше во целосна промена на прозорците и вратите во домот. Пред 10 дена беа набавени и душеци за дел од креветите. До крајот на следната година ќе бидат променети сите душеци во спалните соби. Во меѓувреме, опремена беше и просторија за пинг-понг, а за потребите на учениците се набавија и неколку лаптоп компјутери.